Со љубов и книга за старите лица е името на настанот кој што денеска се реализираше во Домот за стари лица во Прилеп, а во соработка со Градската библиотека и Лак Агролидер. Идејата била овој настан да се реализира уште минатата година, но бил одложен поради пандемијата. На штитениците од домот денеска им беше читана поезија од наши македонски автори. Нашата цел е да може да го стимулираме, во исто време и анимираме престојот на штитениците и станарите на Домот за стари лица да биде што попријатен со изборот на литература пред се од родна крajina, но и домашни македонски автори. Се разбира, стоиме на располагање за се она што значи интерес на читателот, на жителите, на станарите на Домот за стари лица. Значи тука сме во секој момент да донесеме книга, соработката би продолжила, не би продолжила, туку ќе продолжи на секој начин. Во рамки на соработката, тоа е тоа што сега го планираме и се надевам дека од почетокот на септември ќе биде реализирано. Целта ни беше повторно да ги приближиме роднокрајните и домашните автори, со оглед на тоа што Прилеп е навистина град на истакнати великани во книжевноста, Марко Цепенков, Круме Кепецки, Блажи Конески, Коле Чашуле, да не ги редам, Благоја Корубин, кои што дел од нив годинава одбележуваме на еден начин и 100 годишнина од нивното раѓање, така да и со овие активности оддаваме почит. Овој настан денеска се одржа во паркот на Домот за стари лица, кој што беше уреден со помош на Министерството за социјални политики на Австрија и организацијата Биене, со чија што поддршка се спроведува и проектот за пилотирање на услуги достава на храна од домот со помош на електрични велосипеди за стари лица и лица со попреченост кои што се од социјален ризик, а во најава се и други проекти. Во склоп на овој проект се уреди дворната површина во Домот за стари лица, а веќе во крајна фаза сме од завршување на проектот со набавка на со креирање на тендерска документација, соодветно на условите во Домот за стари лица и промена на осветлувањето, односно внесување на енергетски ефикасно осветлување во Домот за стари лица, согласно медицинските потреби на старите лица. Во најава ни се нови проекти. Еве веќе за прв пат да најавиме дека локалната акционна група Агролидер во соработка со Центарот за социјална работа од Прилеп ги пилотира условите за поддржано вработување на млади, а ќе овозможи и мобилни тимови во руралните средини, што ќе овозможат поголем пристап до информации и остварување на правата од социјална заштита за лицата во руралните средини. И веќе ја почнавме да ја креираме првата дигитална платформа за пристап до услуги и информации и совети од социјална заштита, мерките од Агенција за вработување, што се надевам дека до крајот на септември ќе биде готова. Од Домот за стари лица Киро Крстевски Платник велат дека овие настани кои што го збогатуваат и подобруваат живот на оние кои што ги користат услугите на оваа установа, ќе продолжат и во иднина. Во иднина ќе имаме и други проекти кои што ќе ги реализираме со Градската библиотека Прилеп. Остваривме и донација од македонска литература. И ова акција нема да застане тука, се во интерес на подобрување на условите на корисниците на услуги во Домот за стари лица во Прилеп. На старите лица исто така им беа подарени книги, од кои што дел се во продукција на издавачката дејност на Градската библиотека Борка Талески од Прилеп.